Ово попладне би размислувале како темата што веќе читаме под библиски микроскоп. Ке анализираме едно размислување, неколку библиски текстови кои денеска се стават под лупа, под микроскоп. Ај првен да видиме зошто се користи микроскопот. Тоа е направа која овозможува пристап на човечкото око во светот на микродимензиите. Нешто што ние со голо око, така, не може да го видиме, микроскопот ни помага тоа да го реализираме, да навлеземе во нешто што со голо око не може да го видиме. Сеќавате кога бевме во основно училиште, кога по кој предмет таму беше, не знам, по природа, биологија, кога ги наблюдувавме листовите, кромите и други некои работи, интересно, водата, капка вода, колку внатре има жив свет. Значи, микроскопот тоа ни го овозможува да навлеземе во некои сегменти што не можеме така со голо око да ги видиме. И токму ние ќе имаме сега прилика да видиме еден библиски микроскоп за некои работи кои се стават под прашалник. Значи, еве, например, капка крв. Ние гледаме капка крв. Меѓутоа, они кои се занимаваат со тоа, со изучување, со истражување на крвта, внатре гледат многу работи. Кога одеме да даваме крв, па се анализира крвта и тука се одредуваат разни болести, дали имаме масноти, шекер или некои други елементи во нашето тело. Значи, за еден човек, лаборант кој работи, кој што користи микроскоп, тоа е мноштво на состави, елементи врз основа на кој одредува нечија здравствена состојба. Значи, внатре, гледате што во крвта се може да има. Многу работи. Ние капката крв само ја гледаме озгора. Така да, еве, ќе видиме и ова попладне, под тој библиски микроскоп, се што може да видиме. Значи, ќе погледнеме некои текстови кои се стават под прашалник, посебно во Стариот Завет, бидејќи кога ја читаме, браќи и сестри, Библијата, значи Светото писмо, таа ни го открива нашето потекло. Од каде сме, кои сме, состојбата во која се наоѓаме, зошто е таква. Библијата содржи и податоци за историјата наша. Но Библијата зборува и за нашата искрена. Ако ја отвориме посебно првите страници, ќе видиме како луѓето се хранеле во почетокот. Таму пишува дека здравјето никогаш не било работа на среќа. Еве, зато сум среќен и сум здрав. Не, требат многу напори од наша страна, секако, за да имаме и добро здравје. Читаме во почетокот во прва книга Мојсеева, прва глава, втора глава, со што луѓето се хранеле. Со житарки, така. Подоцна, кога паднале во грев, Бог им го проширува нивниот еловник, им дава и зеленчуци. Подоцна им дава и месо. И ние вечерва, ова попладне, ќе анализираме овој текст. Прва Мојсеева, 9 глава, 3 стих. Еве, текстот го имаме овде. Се што се движи и живе, нека ви биде за храна. Ви дадов секако што ви ја дадов зелената трева. Сте го читале овој текст? Дали некој ви го поставил во вашиот живот овој текст со цел да докаже, да покаже дека се е дозволено да се јаде? Сега кога е во прашање месната искрена. Значи, се што се движи и живе, нека ви биде за храна. Дали овој стих ни дава отворена врата, браќа и сестри, се да јадеме? Ево, на прв поглед го читате, еден лаик, човек прв пат среќава се со Библија, отвара прва Мојсеева, 9 глава, 3 стих и вели се што се движи. А што се движи се во природата? Многу работи, многу животни. Еве понатамо. За многумина кои имаат поинакво верско убедување од нашето, или од адвентистите, може да кажеме дека овој стих е доказ за нив дека во почетокот, кога било воведено месото во искрена на човекот, не постоело никакво ограничување. Значи, се ти е дозволено, се е слободно, како зелена трева. Во смисла на чиста и на нечиста храна. Дали навистина овој стих ни дава отворена врата, да можеме се и се што да јадеме и да немаме никаква одговорност кон Бога и кон своето тело. Значи, дали ние тогаш едноставно можеме секој животно што ќе го видиме над земја, под земја, во вода, може да биде дел од нашата искрена. Според тие толкувачи,
кои го земат овој тест здраво за готово и се велат, еве, што пишува во 9 глава, велат дека тоа е доказ дека во почетокот Бог им наложил на луѓето да бидат сестојаци. Се што да јадиш, ништо не е штетно за твоето и за моето тело. Дали овој стих навистина, браќи и сестри, ни дава таква прилика да можеме да јадеме се и сешто? Рековме дека на почетокот човекот имал посебни упатства што да јади. Еве, да се подсетиме прва Мојсеева, овде прва глава, стихот го наоѓаме овде во првата глава, во 29 стих, вели, Бог рече, еве ви ги давам сите треви што се осеменуваат по целата земја, секое плодоносно дрво, што го носи своето семе во себе, нека ви биде за храна. Сега, кога е кажена ова изјава, 9 глава, 3 стих? Кога е кажена? После потопот. Бог му вели на Ное, на неговото семејство. Се што се движи и живе, нека ви биде за храна. Дали луѓето во тоа време, дали Ное знаел да ги разпознава чистите од нечистите животни? Имаме ли извештај? Пред да влезат во ковчегот. Животните. Дали Адам знаел да ги разпознава чистите и нечистите животни? Дали имал потреба да знае? Кога веќе Бог му дал упатства, што да јаде, што да пие, така. Подосна, ќе малцки се навратиме повторно на тој текст и на тоа прашање, кажуваат таквите, значи, кои тврдат, дека во прва Мојсеева разликата чисто, нечисто никогаш не е употребена во контекст на човечката исхрана. Тие така го велат. Зошто нема да најдете Матусал немал упатство кои се чисти и нечисти животни, барем пишен документ. Очигледно тие знаеле. Но е добива од Бога совет, но е добива од Бога упатство. Во 5 глава, во 6 глава, тука некаде пред да влезат во бродот, Бог му дава на Ное упатство. Еве да го читаме, ако ме пратите, 6 глава, 21 стих. Земи од себе се за јадење и чувај го, за да има храна за тебе и за нив. Кој се тие нив? Семејството, така. Замислете, Ное бил паметен човек. Бог му дал разум. Не знал колку ќе трае потопот. Иако траел година, дена и неколку денови. Од влегувањето до последното излегување. Значи, со сетото чекање, со повлекување на водата, ако пресметате, ќе видите. Но е морал да пресмета да има доволно храна. За себе и за кого уште? И за животните. Значи, добро, младите кои се тамо јагнели, јагњења ќе цицат од мајките, односно од овците и така нато. Меѓутоа, повторно тие требале мајките да јадат, така? Требало да има доволно храна. Замислите колку Ное требало да внесе храна, вели, за да имате доста за тебе и за нив. И овде ќе видите подосна, во 7 глава, вели, земи од себе, со себе, од сите чисти животни. Сега, од каде Ное знае кои се чисти, кои се нечисти? Очигледно, Бог му дал упатство. Очигледно, Ное знаел. И од таа причина, сите оние инструкции во врска со разликата чиста и нечиста храна што Бог им ја дал на евреите, важеле или важат само за евреите. Ете, поборниците ова го зимат како тврд доказ дека денеска ние не сме во некои рамки или стеги за да јадеме чисто или нечисто. Се е слободно. Се ти дадов како зелена трева. И се повикуват многу луѓе на овој текст, прва Мојсеева, 9 глава, 3 стих. Дали навистина, браќи и сестри, Бог на луѓето им дал од врзине раце? Знаете, евреите немале правила за исхрана, односно првите луѓе. Например, муслиманите имаат упатства свинско да не јадат. И некои хиндуси и така натаму, ако истражувате, ќе видите кои се тие луѓе. Имам еден од Валтер Фајт, едно видео, сега нема време да го изгледаме, но пронајдете го на YouTube, ќе видите со преводе, тој детално зборува за таа храна, за врста на храна, за евреите, за овие упатства што овде ги читаме вечерва. Меѓутоа, овие луѓе велат, да, денеска ние сме ослободени и тоа важело само за тие локални евреи. Прва Мојсеева, уште еднаш читаме 9 глава, 3 стих. Се што се движи и живее,
нека ви биде за храна. Ви дадов секако што ви ја дадов зелената трева. Тие велат дека христијаните денес немаат обврска да прават разлика помеѓу чиста и нечиста храна од животинско потекло. И еве сега овде насликава нешто што за нас не е малце страно, меѓутоа дали тогаш може да што е ова? Рак некој. Ракови. Еве овде имаме и други слики кои укажуваат, но ако се што се движи по земјава, и ова се движи. Некои тоа го јадат, така? И тоа го користат. Односно, тие одговорно тврдат дека овој текст е доказ дека христијаните може да јадат се што ќе им дојде под рак. Но дали тоа, браќи и сестри, навистина? Дали навистина е тоа точно дека можеме се да јадеме што се движи по земјава? Дали Бог сепак дал некои правила и ограничувања? Ако сега читате 3 книга Мојсеева, 11 глава, од 1 до 8 стих, ќе видите упатства што Бог подосна детално во рамки им става на луѓето што да јадат, што да пијат. Тоа не се однесува само за евреите, тоа е за сите. Секако евреите добиле многу упатства, па Библијата дошла и преку евреите, многу писатели се еврејски. Меѓутоа сепак тие се Божи народ кои треба да ја предадат вистината на следните генерации. И затоа може да одиме понатаму, да кажеме дека во прва Мојсеева не постојат прецизно запишани Божи инструкции за разликување на чиста и нечиста храна од страна на човекот. Тоа те го добиваме нели во 7 глава, кај што Ное добива од Бога упатства: земи, очистите колку да земе. 7 пара, а од нечистите машко и женско, вели, исто така небесни птици, така натаму. Значи имало од чистите 7 пара, од нечистите 1 пар, за да го сочува потомството на следните генерации. Но исто така е точно дека во истата книга, значи не постојат тие напишани инструкции за тоа кои се типичните одлики на чистите, а кои на нечистите животни. Тек во 3 Мојсеева Бог им дава детални описи како да ги препознаат чистите од нечистите. И сега ние знаеме. Валтер Фај тоа го објаснува, преживарите, например. Некои преживат подосна, после 2-3 часа. Например, кравата ќе се најаде, ќе легне, го складира, она што го изели, потоа го повраќа и го прежива. Например, зајко дали прежива? Прежива. Да, значи интересно. Тој има разни врсти на зајци. Камелата дали прежива? Но има копито. Интересно, но треба да ги исполнат двата услови. Но овде Ное не ги добива тие упатства. Детално, но сепак знаел да ги препозне кои се тие чисти, а кои се нечисти, за да влезат во бродот. Значи, многу добро Ное познавал разликата. И затоа не дозволил внатре да влезат 10 пара од нечистите. Немало потреба. Очигледно, зошто 7 пара дозволил Бог да влезат во бродот, а од нечистите помалци? Молам? Сигурно и за храна. Значи, 1 година, 8 души се внатре требало да се хранат. Тоа ни дава за право, браќи и сестри, да заклучиме дека Бог искористил некој механизам за да му ги открие на Ное тие информации. Покрај тоа што во Библијата не стои евиденција за тие настани. Денеска ни не може да читаме во предпотопниот свет или време дека Бог дал упатства, но Ное ги знаел, тоа Бог му го открил. Очигледно, многу работи не се запишени, како што вели Павле, не би постоело ни мастило, ни хартија, кога се би се запишало. Во тоа време, знаеме дека луѓето живеле многу долго и се пренесувало усмено. Значи, се пренесувале многу информации усмено. Ако читате во книгата Патриарси и пророци, ќе видите дека и Матусел бил верен, и Енох, и многу други луѓе, не бил само Ное, но Бог ги повлекол пред потопот тие луѓе, починале, за да не поминат во следната генерација. Но Матусел кој живел 969, така? Едноставно еден од најдолгорочните, долговечните луѓе кои живел на оваа земја. Следниот текст. Ако е така,
еве да го прочитаме и ова, тогаш не постои причина зошто истото не би важило и за практикувањето на таа разлика во неговата исхрана. Значи, читаме овде 7 глава, 2 стих, што вели: земи со себе од сите чисти животни по 7 двојки. Нему Бог објаснува како да ги препознае. Земи, вели, само чистите толку, а од нечистите толку. Значи, Ное ги знаел веќе причините, односно да ги препознае чистите од нечисти животни. Тогаш Господ му рече на Ное: влезете ти и сето твое потомство, односно твоето семејство во бродот, зашто видов дека единствено ти си праведен пред мене во ова време. Земи со себе од сите чисти животни по 7 двојки, машкото и неговата женка, а од сите нечисти по една, машко и неговата женка. Замислите, ако Ное не знаел кои животни се јадат, можел да направи грешка и да изјаде зајак. И денеска зајци би немали ние. Дали ме пратите сега? Значи, Ное ги знаел кои се чисти и кои се нечисти. Секако после потопот, Ное ќе користи месо. То Бог го дозволил, бидејќи веќе вегетацијата била уништена. Ќе имаме на кратко еден цитат од книгата Патриарси и пророци и ќе видиме која била Божјата намера. До ден денес да јадеме плодови од земјата. Тоа е Божји идеал. И денеска во ликот на тие движења што се денеска покажуваат современи научници и нутриционисти, идентично тие се враќаат на библиската храна, на рајската храна, што е идеална за нашето здравје. Но додиме малце понатаму. Земи со себе од чистите животни по 7 двојки, тоа го читавме, сега имам овде на англиски, јас буквално го преведов, еве го долниот текст. Земете со себе 7 пара на секој вид чисто животно, машко и нејзино колено или потомство. И еден пар од секако вид нечисто животно, маж и нејзин партнер. Тоа е Google превод. Како да е, поентата е да дознаеме дека и другите преводи тоа го потенцираат. Од чистите Ное зел по 7 пара, а од нечистите по еден, за да се сочува генерацијата, односно потомство до наши денови. Бог секако, браќи и сестри, не може да промаши. Бог знае што работи. Бог на Ной му открил многу работи. Иако денеска не се запише и не имаме право денеска ние да кажеме дека Бог ни дал се што се движи како зелена трева. Очигледно тоа е една парабола, очигледно тоа е нешто што Ное не видел зелена трева после потопот. Се било пусто, се било уништено. Ное се сеќавал во мислите на она вегетација пред потопот. Замислите каква била. Немало лето, немало зима. Немало снегови пред потопот. Била една хармонија во природата. Тој воздушен омотач околу 70 километри, како што велат, таа водена маса се истурила на земјава. И затоа денеска имаме ние разни движења, временски непогоди, годишни времења, меѓутоа во пред потопот Ное знаел како живееле. И во мислите му таа вегетација зелена. И сега Бог му вели: Ное, не се секирај. Јас се грижам за тебе, за твоето семејство. Ти давам секако зелена трева. Имаш за исхрана. Ное ги знаел да ги препознае чистите од нечистите животни. Земи со себе од сите чисти животни. Од сите. И тој збор треба да го нагласиме. Очигледно, денеска ги имаме тие животни што биле и пред потопот. По 7 двојки, машкото и неговата женка, и од сите нечисти по една. Не вели од сите по една. Зашто има животни, според научнаците, кои се пронајдени затрупани доле во земјата, тоа се оние, како се викат, фосили, значи, кои едноставно не се пренесени во следната генерација, зашто сигурно не постоели услови да влезат во брод и така натаму, вели остави по една, машко и женско, односно неговата женка, за да им се запази семето, односно потомството на земјата. И затоа, браќи и сестри, кога читаме таму во книгата Патриарси и пророци, објаснува пророкот дека многу дрвја се затрупани, многу животни, многу луѓе, и тоа подосна, еве, јагленот од каде доаѓа, вели нафта и така натаму. Се случува доле разни
огнови кои предизвикуваат тресење на земјата. Читајте ги тие првите глави од книгата Патриарси и пророци, ќе се одушевиме како тоа се случува во утробата на земјата. После потопот секако тоа се случувало. И клучно прашање за ова кратко размислување, што би се случило со било кој вид од нечисти животни доколку Ное изел само едно од нив? Што би се случило? Би се прекинало наследството, односно пренесувањето на друга генерација, односно во наше време би немале многу животни, ако Ное се дрзнал да изедат со семејството некои животни што биле спротивно на волјата Божја. Секако, реков и ќе повторам и ќе го читаме за кој секунд овој цитат. Божја намера била воопшто човекот да не јаде месо. Значи, во следната генерација, во следната до наша генерација. Меѓутоа, знаеме, ете што се случило. Значи, тој вид на животни би исчезнал за секогаш. И затоа Ное, иако немал напишано на хартија, Бог секако му ги дал тие опаства да ги препознава чистите од нечистите животни. Конечен заклучок. После потопот Ној и неговото семејство не смеле да јадат нечисти животни, бидејќи тоа би значило отворен конфликт со Божјиот план за продолжување на сите видови животни кои што биле створени или создадени. Од друга страна, разликата е од 7:1. Рековме чисти од чистите по 7 пара, од нечистите по 1. Во бројот на паровите помеѓу чистите и нечистите животни представува јасна порака кои животни Бог ги предвидел за човечката исхрана, а кои дефинитивно не. И затоа сите тие кои си земат за право своето верување, своето размислување и своето толкување на текстот што го читавме пред малце не држи. Дека се не е дадено како зелена трева. Не е точно тоа воопшто. Бидејќи Бог јасно, подоцна, во 3 книга Мојсеева, во 11 глава, сега да не ги читаме тие текстови, јасно и прецизно ќе ги каже точно симптомите по кои треба да ги препознаваме, односно по кои работи се препознават чистите, односно нечистите животни. И сосема на крај, уште едно дополнително прашање за оние кои што можеби едноставно и покрај овие очигледни библиски аргументи инсистираат на буквално толкување на текстот 1 Мојсеева 9:3. Еве да прочитаме. Дали ова формулација се што се движи и живее може да се примени и за човечко месо во случај на ненасилна смрт? Значи, кога нема убиство, дали овој текст легализира канибалство? Бидејќи ние се движиме по земјава и ние сме живи суштества. Дали тогаш имаме право да јадеме и човечко месо? Ако е да, зошто, ако е не, зошто? Секако дека е не. Бог тоа ниту го имал во намера, ниту го кажал, нити се подотвара некоја мала врата такво нешто да доживееме и да правиме. И сосема за крај, еве го цитатот од Патриарси и пророци во македонскиот превод, страница 777. Пред тоа Бог не му дозволил на човекот да јаде храна од животинско потекло. Негова намера била човечкиот род да живее исклучиво од производите на земјата. Меѓутоа, бидејќи тогаш биле уништено со потоп сите зелени растенија, им дозволил да јадат месо од чистите животни, што били сочувани во ковчегот. Овој цитат, не веруваме дека е од Бога потикната таа особа, таа личност да го напише и да ни ги отвори нашите очи и очите на сите оние кои се подпираат на своето толкување дека се ни е дадено како зелена трева. Дека Бог имал намера да луѓето јадат, како овде што пишува, исклучиво производи што земјата ги дава. Но, бидејќи се случила трагедија, сета вегетација што постоела била уништена. Бог сега на Ној му дава можност да јадат од тие животни, што биле дозволени според правилата кои Ној ги знае. А сега ние уште повеќе ги знаеме, зашто Бог подоцна преку Мојсеј дефинитивно ни дал упатства оние кои преживат и кои имаат копита раздвоени, да не бидат за храна. Но како се ближиме кон завршницата на овој свет и тоа што условно кажано е дозволено, треба да
да го прибираме, да гледаме дали навистина е здраво, зашто денеска живееме во еден свет на бизнис, во еден свет кога се гледа преку пари, да се вратиме, Бог не советува, но на што земјата го дава, како што се храниле нашите прародители. Фала му на Бога за овие сознанија. Амин.